Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ во продолжение ново издание на емисијата ТВ Објектив. Вечерашниот ТВ Објектив го посветуваме на здравието или на рехабилитацијата после мозочниот удар. Наши ваш гостин во емисијата е господинот Илија Жежов, физиотерапевт, дел од Центарот за масажа и одржување на тело, здравје од Гостивар. Добро ни дојдовте. Добар ден до вас, добар ден до гледачите на КТВ и драго ми е што сум повторно гостин во вашата телевизија. Така, претходно во оваа емисија говоревме за опоравувањето од COVID, значи пост-COVID, употреба на физиотерапијата како можност за лекување и одржување на здравието на телото. Меѓутоа, сега имаме една исто така сериозна тема, а во прашање рехабилитацијата после мозочен, исхемичен и хеморагичен мозочен удар. Еве да почнеме, колку време после мозочниот удар пациентот е потребно да побара помош од физиотерапевт? После секое диагностицирање на мозочниот удар, најпрво пациентот е сместен на клиниката за одделот на неврологија. Откако пациентот ќе го испуштат од одделот за неврологија, најчесто после 20 до 21 ден треба да отпочне процесот на физикална терапија. Бидејќи физикална терапија представува клучен сегмент во физиотерапијата, во лекувањето на пациентот, треба да биде секогаш започна на време. Така. И кога ќе почне третманот, колку сеанси се потребни за опоравување и враќање во некоја нормала на телото? Видете, програмата со физиотерапевт за работа кај пациенти со мозочен удар е индивидуална. Најчесто може да трае 21 ден после мозочниот удар, може да трае 3 месеци, може да трае 6, може и до година, во зависност од степенот на ударот. Каков бил, дали бил поблак удар, среден или бил потежок удар кој што направил пофатални последици по одземеноста на горниот екстремитет, на долниот екстремитет или пак го оштетил центарот за координација на говорот. Така. Колку се одговорни пациентите кога веќе започнуваат со физиотерапија, дали ги почитуваат оние термини кои што се договорени за третман? Да, пациентите секогаш има пациенти кои што се подготвени или да го прифатат клучниот фактор дека им почнува физикална терапија, има пациенти кои што одбиваат да извршуваат физикална терапија, меѓутоа за жал тука не се прашуваат дали сакаат или не сакаат. Она што е клучно е главно да се започне целиот процес на физикална терапија, бидејќи без таа физикална терапија не можат да се вратат повторно во нормала. За жал морам да напоменам дека имаме пациенти кои што со физикална терапија можат повторно да се вратат и до 90% опоравени, и имаме пациенти кои што можат да останат за жал со трајни инвалидитет. Како што напоменавме, степеноста на ударот може да остави и трајни последици по здравјето. Еве тука прашањето, зошто е значајна физиотерапијата? Физиотерапијата е значајна, бидејќи со физиотерапевтот прави еден концепт, еден протокол, како ќе го започне целото рехабилитирање, следува програмата која што се подготвува, во неа се вклучени физикална терапија, тоа е кинезитерапија, тоа се индивидуални вежби со физиотерапевт, кој што физиотерапевтот преку посебна методологија, преку посебни методи, оспособува прстите, односно шаката, подлактицата, надлактицата или горниот екстремитет, долниот или кој да е фатен дел од телото, да го способи повторно да го врати во функција преку тие вежби. Масажите исто така се тука доста корисни, бидејќи вклучуваат опуштање на мускулатурата, воспоставување на добар доток на циркулација, и сето она што е важно да се зацврсти мускулатурата од окучувањето од страна на мозочниот удар и да се врати мускулатурата полека во една нормала. Кога доаѓа веќе пациент по прележен мозочен удар кај вас, сигурно потребно е да има и документација од утврдената диагностика и се она што е начин за утврдување на болеста. Така, ние секогаш во нашата ординација, односно во нашиот центар за физикална терапија, физиотерапевт здравје, за секој пациент имаме посебна историја, односно заземаме целокупна медицинска документација, која што ја прегледуваме детално од почеток до крај, да го видиме степенот на ударот, што се случувало, колегите невролозите што констатирале, за да знаеме од каде да почнеме со пациентот и да ја изведуваме целосната терапија. Многу е важна медицинска документација, бидејќи во неа се вметнати сите оние медицински податоци за пациентот, што се случувало, како настанал мозочниот удар, и што било клучно да дојде до тој степен. Бидејќи се работи за пациенти кои што имаат одземеност на екстремитети, колку е, да кажам, напорна физиотерапијата, колку можат да ја издржуваат?
Физикална терапија во принцип не е толку напорна колку што бара поголема одговорност и колку што бара нели да се посветите 100% на пациентот за да направите нели еден успех, бидејќи ако не се посветите целосно врз работата нема да направите успех. Ние физиотерапевтите го имаме најтешкиот дел во рехабилитацијата, бидејќи после констатацијата на мозочниот удар се препуштени на нас физиотерапевтите. И ние ги даваме сите можни насоки, сите можни потенцијали да го оспособиме пациентот нели и да го вратиме во една нормала. Не е тешка физикалната, треба да му биде добро презентирана на пациентот, се со цел нели да ја прифати и да знае дека таа физикална терапија нели е онај клучен сегмент кој што ќе му помогне да се врати повторно во една нормала. Значи сепак зависи од индивидуалниот пристап колку посветено и одговорно еден пациент ќе влезе во третманот за лекување. Апсолутно. Преку добар протокол на подготовка пациентите се секогаш подготвени и спремни. Еве ќе напоменам да слушнат гледачите дека има пациенти кои што ја одбиваат физикална терапија, бидејќи физикална терапија, односно кинезитерапијата не е толку лесна, нели кога станува збор за укучување, односно здравување на екстремитетот долниот или горниот, најчесто тука боли физикална терапија, бидејќи физиотерапевтот нели користи методологија која што прави флексија, екстензија на самите прсти, истегнување, користење на тој метод кој што е навистина малку болен и знаат некојаш нели пациентите да имаат поголеми болки, па одбивност, меѓутоа мора да го прифатат тоа бидејќи тоа е за нив важно. Има ли возраст која што е пресудна дали има потреба од физикална терапија после мозочниот удар или воопшто не е важно? Возраста кај пациентите не бира, последна пациентка која што во моментов ја рехабилитиравме со мозочен удар е 38 години. За жал, придонеле сите тие нервози, сите тие стресови кои што нели во организмот човек ги собира на некој начин, да негде тоа избие. Ете, кај пациентката констатирано беше дека беше избиен таков мозочен удар кој што за жал ја одземена десната страна целосно, има потешкоти со говорот, тука колегите од логопеди работат да го успособат говорот, меѓутоа ако ќе успеат, за жал не можам да дадам точен резултат. Со физикална терапија ги даваме сите можни начини да им помогнеме. Имаме некое опуштање, имаме некое подобрување, меѓутоа не е тоа целосно или 100% што треба. Мозочниот удар на некој начин е втор живот, враќање на пациентот од, да кажам, мртвите. Така. Активни сте и во делот на некој начин анимирање на јавноста за значењето на физикалната терапија. Го правите тоа нели во медиумите, со помош на медиумите, нели да допре до секој еден гледач. Колку да кажам се менува праксата на нашите граѓани да користат физикални терапии? За голема среќа, физикална терапија во последниот период е многу значајна работа. Сите колеги физиотерапевти веќе почнуваат на некој начин да ја презентираат и да ја сервисираат. Еве јас секогаш ги користам медиумите кога гостувам вашите емисии. Секогаш сакам физикална терапија да ја презентирам, односно да ја сервирам онака добро, бидејќи нели дел од некои граѓани се уште нели не се информирани што значи зборот физикална терапија или физиотерапија. Физиотерапијата е многу важна работа. Значи физиотерапија ја практикуваат да ја користат пациенти кои што имаат дегенеративни заболувања на ребетниот столб, значи и сите други нели невролошки заболувања или спортски повреди, скршеници, што и да е, не? Меѓутоа не мора да посетува нели само и болен човек да прави физикална терапија. Масажата е, веќе кажам дека е на некој начин кралица во физикална терапија, бидејќи со масажа 30 до 60 минути и како може телото да се опушти, да се воспостави добар доток на циркулација, да се зајакне мускулатурата и што е најбитно, онај нели психофизички стрес внесен во самиот организам да на некој начин се отстрани, се исфрли, бидејќи телото е тоа кое што нели го собира целиот стрес, сите нервози во нас. Масажата и како 30 до 60 минути може да даде едно многу подобрување, едно природување, едно рестартирање на самото тело. Рековме дека доаѓаат пациенти после мозочниот удар, меѓутоа еве спомнавте колку е значајна масажата и без таков сериозен медицински проблем. Колку еве и за младите е пожелно да се користат благодетите на физиотерапијата? Младите ја користат премногу физикална терапија, односно кога зборуваме нели во одделот на масажот. Многу ми е драго што во последно време масажата стана навик.
Обично знаете како доаѓа, значи кога луѓето имаат некој здравствен проблем, ќе го решат всушност они сваќаат што значи физикална терапија. За да подоцна нели се јават и да кажат докторе, ние сакаме повторно да дојдеме на масажа. Немаме проблем, меѓутоа сакаме да направиме една релакс масажа или една спортска масажа која што навистина знаат дека тие бенефити од физикалната терапија од масажата имаат многу големо значење за нивното здравје, за нивното тело. Верувајте, не сам дали вие практикувате масажа, масажата е благодат. Масажата е едно опуштање на телото и еден дар од Бога. Значи се менуваат начините и сваќањата околу физиотерапија. Во последниот период да, се менуваат, иако порано физикална нели се практикувало дека користат после регенерација, но не е тоа така. Кога има скршеница, после скршеница, ишијас и така натаму. Точно така. Сите рековме нели дегенеративни заболувања, сите процеси од спортски повреди, значи од невролошки заболувања, сите тие се дел од физикална терапија и се третираат со физиотерапевт. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи во нашата држава немаме ние соодветен центар за физикална терапија. Затоа дел од пациентите не сакаат да користат терапија и да одат бидејќи знаат дека 4 до 5 минути уклучување на електротерапија, 5 до 6 минути масажа или 5 до 6 минути уклучување на парафин терапија или друга терапија не може да им помогне во лекувањето. Една терапија најмалку што треба да изнесува за да има подобрување кај еден пациент, кај еден човек поединечно, треба да биде 30 до 40 минути. А 40 минути навистина колегите и да сакаат да посветат во клиничките центри или во другите јавни здравствени установи, не би можеле да го направат тоа бидејќи нели немаат капацитет да го постигнат тој резултат, па за жал еве преку приватните физикални терапии, преку приватните центри за физикална терапија може тоа да се постигне 40, 45 минути, 60 минути, кои што навистина бенефитот е многу голем кај пациентите. Колку често може да се користи, колкав е интервалот од една сеанса до друга, кога се во прашање пациентите со мозочен удар и колку често може да доаѓаат пациенти кои што немаат некои посериозни проблеми едноставно да користат релакс или спортска масажа? Вака, пациентите кои што имаат мозочен удар, за жал мора да ги почитуваат протоколите и укажаните упатства од страна на физиотерапевтот, што треба да следат во процесот. Како што напоменавме на почетокот на емисијата, кажав нели дека рехабилитацијата може да биде 21 ден, може да биде 2 месеци, 3, 6, една година, а најмногу што може да биде рехабилитирањето е 2 години. Значи, целосната рехабилитација до 2 години, што може физиотерапевтот да оспособи да врати, тоа е тоа. Се после 2 години е веќе само залудно да се трудиме нели да воспоставуваме врска помеѓу физиотерапевт и пациент, бидејќи нели тоа тогаш нема да имаме понатака резултати. До 2 години е клучниот фактор што може да се постигне во успехот на физиотерапијата. Во однос на релаксацијата, која што ја користат луѓето, масажата за релаксација, ја користат скоро, можам да кажам, доста луѓе денеска, бидејќи што кажат, нели, прво мора да имаат некој здравствен проблем, да го решат, и од кога ќе го решат тој здравствен проблем, всушност сваќаат дека навистина физикална терапија помогнала и дека здравието е пред се. Така, многу често нели може да се слушне во секојдневната комуникација вкочането, нелагодно сум спиел и така натаму. Колку овие случаи треба да бараат помош од физиотерапевт? Вака сега, јас секогаш кога гостувам во телевизиските емисии, секогаш напоменувам дека физичката активност е главен фактор кај секој човек. Меѓутоа, денешното време, ова модерно време да го кажам на некој начин, нели, ни дава пасивност. Значи не сме активни воопшто. Значи мораме во текот на денот 60 на минути да најдеме за себе. Што значат 60 на минути? Благодат, преродба, опуштање и сврлување на негативната енергија и добивање нели на позитивна енергија во самото тело. Преку вежбањето всушност е и животот. Нели, не мора да биде тоа теретани за да постигнувате нели некое опуштање на мускулите, бидејќи мускулите прават спазам најчесто кога се заморени, стегнување, тука доаѓаат нели после процеси на дегенеративни заболувања на самиот работен столб, оштетување на нервниот систем, на нервите и така натака. Со физичка активност, верувајте дека и така ќе го подобрите здравјето, ќе го опуштите телото и нели нема да имате оние спазми, односно дрчеви по мускулите. Меѓутоа тоа го користат луѓето денес, за жал не можам да го кажам како резултат, бидејќи секој втор денеска е на компјутер, секој втор гледа нели слободното време да го помине на кафе да отиде, што порелаксирано, така да застане на мобилен телефон да ги користи социјалните мрежи, а изгубеното време на социјални мрежи е изгубено време. Додека седиме еден
час или 40 минути на Facebook или на Instagram, можеме да отидеме нели во теретана, па тоа време да ни биде од значајна корист. Меѓутоа, еве пак ја потенцирам, сите да се вклучиме во физичка активност. Физичката активност значи е клучниот фактор нели за квалитетен и добар живот. Масажата е исто како клучен фактор, ќе ја спомнам, ќе ја кажам дека е доста добра да се користи, значи да се практикува, бидејќи масажата ги лекува сите болести, го подобрува здравјето и ја подобрува психофизичката состојба кај секој пациент. Се забележува веќе кај децата, кај младите генерации се почесто промена на работниот столб и така натаму, искривување се поради неправилно движење, држење на телото и така натаму, а споменавме дека физичката активност ја има се помалку. Колку децата можат да бидат вклучени во физиотерапевски сеанси? Вак, дегенеративни заболувања кај децата најчесто се сколиозата, кифозата и лордозата. Тоа е еден вид, односно еден степен искривување на ребетниот столб. Кога станува таков клучен факт за искривување на ребетниот столб, родителите се тие кои што треба да ги превземат нели првите чекори, да го однесат детето на доктор, да се види степенот на искривување и физиотерапевтот и докторот заедно ќе направат план какви вежби ќе му биде дадено на детето да ги работи дома. Можеби ќе биде дадени препораки и насоки да биде и пливање, да се активира и во пливање. Оно што е важно, уште во првиот систематски преглед кај детето треба да се констатира и да се следи докога има некој искривување, тоа да му биде нели пренесено на своите родители, за понатака тие да преземат нели други чекори кон обавување на физикална терапија која што ќе помогне уште на самиот почеток. За жал има родители кои што го оставаат тоа така, без да преземат нели соодветни услови и мерки за своето дете, па кога ќе порасне понатака во текот нели на растот, да има по сериозни искривувања на ребетниот столб. Тука веќе вклучуваме појака физикална терапија која што дава нели резултати, а за жал ако физикална терапија не покаже и не сегментира резултати, тогаш доаѓа нели до оперативни зафати на кичмениот столб, бидејќи искривувањето на ребетниот столб е лоша работа. Ќе се вратиме повторно на главната тема во емисијата, тоа е рехабилитацијата на исхемичен и хеморагичен мозочен удар со физиотерапевт. Што значи исхемичен, што хеморагичен, дали во двата случаи исто се спроведува физиотерапија? И во двата случаи, кога е исхемичниот и хеморагичниот мозочен удар, физикална терапија е клучен сегмент. Значи, и во тие два процеси, најчесто се чека кај едниот мозочен удар да не се повтори повторно постапката. 7, 12 и 21 ден се критичните денови кога пациентот, ако на 7 дена појавил еден мозочен удар, чекаме нели 12, па чекаме 21 ден да не повторно се појави втори или трет мозочен удар. Физикална терапија исто започнува и кај исхемичниот и хеморагичниот мозочен удар со обавување по план и протокол, значи како што е напоменав. Кинезитерапијата, масажата, значи процеси во обука на одење на пациентот, нели и сето она што мисли и смета физиотерапевтот да го спроведе за да ги обави работите кои што следуваат во рехабилитацијата. Колку со пациентот кој што се рехабилитира треба да работи и семејството после третманите во нели центарот за масажа и за рехабилитација? Пациентите најчесто кои што имаат мозочен удар, некои пациенти може да дојдат во центарот за физиотерапија, кај некои пациенти убавуваме мобилна физикална терапија дома, бидејќи тие пациенти се врзани за кревет, нели не можат да станат и не можат да ги обават нели своите обврски или да дојдат до центарот, па така да физикална терапија убавуваме во домашни услови. Семејството е многу важно, бидејќи нели треба да го подготвува пациентот да му ја обавува физикална терапија, што ние му даваме работна терапија на пациентот дома, бидејќи нели пациентот не може да работи само еден час во текот на денот со физиотерапевт, нели останатото време треба некако да биде нели координирано. И како ќе биде координирано, ние правиме посебен протокол на програма кој што доколку сметаме дека пациентот може да обави уште дополнителна терапија, ние даваме и работна терапија во домашни услови, кои што се тоа нели физиотерапевтски вежби, кои што сметаме дека може пациентот да ги прави, доколку може. И ми даваме работна терапија, доколку не, за жал останува нели само работата со физиотерапевт, бидејќи од земеноста на долниот екстремитет и на горниот екстремитет е работа која што бара многу труд, што кажат нели време и трпение. Пациентот мора да има трпение, семејството да биде подготвено, бидејќи нели нешто што се случило во моментот ние не можеме да го решиме за 24 часа, ние не можеме тоа да го решиме за месец, два, не е до нас. Ние верувајте ги даваме сите можни начини, сите можни постапки да
да помогнеме пациентот да го станеме. Меѓутоа ние не можеме да раководиме со центарот за координација во нервниот систем. Тоа е сепак нели од самиот степен на удар оштетување на координацијата во нервниот систем. Ке се вратиме и повторно на она што е актуелно, веќе 2 години, тоа е ковидот, рехабилитација после прележан ковид. Знаеме дека многу од пациентите завршуваат подолго во болничките соби, во болничките кревети, што покажува веќе искуството од овие 2 години, колку ваквите пациенти бараат помош од физиотерапевт и колку нели е успехот за да се рестартира телото на некој начин и да повторно се врати во извршување на секојдневните обврски, бидејќи велиме лекувањето е прилично долго. Прво морам да ги поздравам тука сите здравствени работници, сите доктори, медицински сестри, лаборанти, фармацевти, физиотерапевти, болничари, техничари и целокупен медицински персонал. Ние на некој начин сме за Нобелова награда. Ова што го поминавме во овие 2 години, не би сакал да ви кажувам што све се случувало, бидејќи нема да можеме во емисијата тоа све да го презентираме на гледачите, а да ви кажам искрено и пациентите и гледачите и сите луѓе кои што сме со ковидов сме исто така и тие се за Нобелова награда, бидејќи поминавме еден многу тежок период, а за жал се уште сме во тој тежок период. Не се знае кога и дали ќе заврши. И не се знае кога ќе го завршиме. Рехабилитирањето на пациенти пост-ковид завзема едно големо време. Јас во моментов имам 4 пациенти кои што ги рехабилитирам со пост-ковид, кои што биле во многу тешка клиничка слика и кои што за жал на некој начин едва и преживееле. Верувајте дека се уште имаат последици, се уште не можат да земат убаво воздух, се уште не можат убаво да се искашлаат. Значи се уште се борат со домашен кислород. Значи боца имаат дома во моментов и се борат со кислород. Ви кажувам, искрено ви кажувам. Рехабилитацијата зазема многу време во однос на тоа што исто кај тие пациенти. Верувајте, работиме со мало дете кое што треба да проводи. Ковидот толку страшно има навлезено во телото, кое што ја има оштетено цела моторика. Цела моторика. Значи прво што почнуваме со пациент со ковид да работиме. Прво го подготвуваме пациентот, семејството колку ќе трае рехабилитацијата. Второ, започнуваме прво со масажа, да ги зајакнеме мускулите, да ги опуштиме. Ќе ги опуштиме и зајакнеме мускулите. Во третиот дел започнуваме со кинезитерапијата, која што е многу важна за нив. Вежбите, со екстензија, со флексија. Ги работиме и вежбите. Откако ќе завршат вежбите, веќе тоа е оној третиот дел, каде што го стануваме пациентот и го обучуваме полека да згазни. Верувајте, ниту сигурност самиот на себе има пациентот, ниту сигурност во физиотерапевтот, ниту во семејството. Се мисли дека ќе почне да оди, дека ќе падне, дека ќе му се скршат нозе, дека нема сила да оди. И четврто, оно што е исто важно кај пациентот, нема сила да го изврши тоа. Одземена му е силата, не може се заморува, се задишува на некој начин, значи бара да седни, менува тен на лицето. Значи многу критично заболување е COVID-19, кое што за жал оние пациенти кои што го поминале и поминале потешко знаат што значи COVID-19. Има и такви кои што не веруваа во ковидот, кога ги фати, кога навистина ги врза за постела и кога сега се уште се борат, викаат како не се вакцинирав на почетокот. Значи еден апел до сите кои што го прележале ковидот, значи по извесен период да си се вакцинираат. Вакцината е безбедна и сигурна. Обавезно. Значи, со која била вакцина да се вакцинираат, бидејќи нели самата вакцина спречува нели појава од смртност. Така јас денеска ја примив и третата доза. Нека ви е на здравје. Спутник, трета Pfizer. И јас сум со 2 Pfizer вакцини вакциниран, како здравствен работник, одговорен кој што работи со пациенти, не би сакал нели да пренесам на ниеден пациент некое заболување, бидејќи нели никој во нас не знаеме што носиме. Апсолутно. Така да секогаш што да си го практикуваат и да земат што поскоро да се вакцинираат. Луѓе, верувајте, што поскоро се вакцинираме, што побрзо ја примиме дозата на вакцината, ќе го завршиме целиот процес. Се влечиме 2 години. Зарем уште 2 ни требаат да се влечиме. Економија, здравство, све е веќе во пропаст. Целата држава на некој начин е заробена од овој ковид. И не целата држава наша само, целиот свет. Па еве примерот во Кавадарци со повисок процент на вакцинирани покажува дека притисокот врз болницата е значително намален. Значи имаме во овој четврти бран по 8-9 хоспитализации, што е разлика што пред вакцинацијата имаше
преполни капацитети, тешко се одговараше, меѓутоа сега вакцинацијата покажа дека може да се биде поблага симптологијата на... Знаете како? Порано кога не вакцинирале нас и вас како дете кога сте биле мал, вашите родители не оделе лекарот да го прашаат што има во вакцината. Него вакцината сметале дека е безбедна, бидејќи нели потекнува од медицината и сме ја ставале. Ние сме денеска живи и здрави. Многу пациенти, многу луѓе мислат дека ако ја примат таа вакцина против ковид, нели, дека е смртоносна и дека после еден извесен период ќе им донесе некое заболување, како што е мултиплекс склероза и некои други дијагностички заболувања. Не е тоа точно. Значи тоа не е точно. Вакцината е навистина безбедно направена и слободно гледачите оние кои што не се вакцинирани нека се вакцинират. Само така ќе го завршиме нели сето ова што се случува со пандемијата. Бидејќи ако не се вакцинираме и понатака, ковидот ќе си зазема замав. И мутации и нови соеви кои што може да бидат и многу. Еве, јас се чувствувам безбедно во вашето студио, вие се чувствувате исто безбедно и на некој начин и да се разболиме и јас и вие, ние ќе го поминиме со поблага симптоматика. Зошто? Што во нас имаме ние антитела. Имаме во нас од вакцината нели антитела кои што не штитат и не го бранат организмот од потешко заболување. Апсолутно. Еве тука, господин Жежов, повторно, која ќе биде вашата порака до пациентите кои што се борат после мозочниот удар да се вратат на некој начин во некој понормален начин на живење? Еден апел до сите гледачи, до сите пациенти кои што прележале мозочен удар, навреме да ја започнат физикална терапија бидејќи е многу битна. Доколку не се започне навреме и се остави таквиот процес да трае, рехабилитацијата ќе даде негативни резултати во однос на рехабилитирањето. После констатацијата на мозочен удар 21 ден, семејството се координира со неврологот да се одбери физиотерапевт. Физиотерапевтот доаѓа и во домашни услови и извршува физикална терапија. Време, трпение и на некој начин кај некои луѓе и пари, бидејќи се тоа кошта, нели? Кога се тоа ќе се спојат заедно тие сите работи, јас верувам и сум длабоко убеден во тоа дека успехот ќе биде со 100% резултат. Дали еве гледачите, граѓаните кои што имаат потреба од физиотерапија веќе слушаат кои се вашите пораки, може вас да ве контактираат, посебно оние пациенти кои што се од Вардарскиот регион, дали лесно може да дојдат во вашиот центар за... Секако, ние имаме пациенти од цела Република Македонија, имавме пациенти од Струмица кои што доаѓаат во Гостивар, извршуваат физикална терапија и физиотерапија и се сместени во хотел. Значи има таму хотел кој што си е посебен хотел со пониски цени и кој што им одредува нели пониски цени за да можат да престојуваат повеќе време. Доколку сакаат совет, значи што и да е препорака до пациентите, се обрстум тука расположен да им дадеме мислење и така натака се што следи. Тука ќе ви заблагодарам што бевте наши гости. Ќе направиме и повторно некоја емисија со друга тема која што нели се со цел да ја подигнеме свеста кај граѓаните пред се за своето здравје. Благодарам. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите и да не заборават нели физичката активност на прво место. Ако не можат теретани и фитнес центри, пешачење. Пешачењето е многу важна работа. Едноставно и ефтино. И ефтино и едноставно, да. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше Телеобјектив. Наши ваш гостин беше физиотерапевт Илија Жежов од Центарот за масажа и одржување на тело Здравје од Гостивар. Се надевам дека овие совети кои ги слушнавте вечерва ќе допрат до вас и секако физичката активност на прво место. Имајте пријатни мигови со нашата програма. До гледање.